Кој кого го штити, кој е одговорен за несреќата во дискотеката Пулс? Нова причина за обвинување на релација власт-опозиција. Од владеачката ВМРО-ДПМН го обвинија поранешниот министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, дека ги искористил своите врски во министерството и се обидел да ги заштити сопственикот на дискотеката, како и неговите сопартици. Медиумите објавија телефонска конверзација помеѓу синот на газдата на Пулс, Михаил, и известна Бојана. Од конверзацијата се влече логичниот заклучок дека власта на СДС вешто го штитела газдата на Пулс, а во тоа биле вмешани и министри. Имено, според објавеното во медиумите, на 17 февруари 2022 година, синот на газдата Дејан Јованов Деко, Михаил, се јавува до известна Бојана и ја известува дека Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, се јавувал во СВР Штип за да ургира за дискотеката. По обвинувањето од власта, поранешниот министер за внатрешни работи Спасовски ги отфрли тврдењата и ги нарече манипулативни и тенденциозни. Најостро ги демантирам лагите и манипулациите кои што ВМРО-ДПМН ги пласира. Ги отфрлам како целосно невистини. Ова е класичен пример за очајна манипулација. Никогаш ниту во еден момент не сум се јавил за да спречам контрола, напротив, фактот што контрол имало на секаде, а најсилна потврда дека ниту сум влијаел, ниту постои било каков обид за тоа. Овие лаги кои ги шири власта се очаен обид на ВМРО-ДПМН за последна злоупотреба на трагедијата во Кочани за политички цели, во момент кога јавноста веќе знае дека токму нивните функционери од сите ешелони на власта биле директно инволвирани во случајот Пулс, а сега се заштитени. Сакам да им порачам дека со спинови и лаги не може да се побегне од фактот дека власта ја попречува правдата за трагедијата во Кочани. Инаку серијата меѓусебни обвинувања помеѓу двете најголеми политички партии и нивните функционери се заостри по објавата на информација на порталот Плюс Инфо, во која се пренесува наводи од телефонска комуникација меѓу поранешни високи функционери на СДСМ со таткото и синот сопственици на дискотеката Пулс, дека ја злоупотребиле службената должност, не постапиле согласно надлежностите и не спровеле инспекцијска контрола на така наречената дискотека, која подолг временски период работела без потребните документи. По објавата на сторијата во јавноста се појавува информација дека постојат индикации и не биле опфатени сите инволвирани во случајот, што дополнително ги поттикна сегашната и поранешна власт меѓусебно да ја префрлаат одговорноста.